Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, ово утро со нас е Драгица Мајсторова, наша верничка, сестра во Христа од Велес. Добре дојде, сестра Драгице, во нашата емисија. Сакам ово утро да поразговараме малку за Библијата и за молитвата. Еве, вие сте веќе во години. Кажете ни на нашите гледачи, дали ја читате Библијата, иако имате веќе толку години во вашиот живот? Да, редовно читам. Редовно. И не само Библија, и други книги, и од Елена Вајт, и од други што имам. Така. Добиено. Кажи ни, од младоста е запозна Библијата ја имаш? Библијата ја запознав од 5 години. Уште додека не одев и на школу. Така. После тоа читав со мајка ми. Мајка ми беше неписмена. Ја и читав и поуки, и од Библијата ќе читам. И така она тој материјал го консумираше кај неа. И се запаметуваше. Така. Иако беше неписмена, беше многу бистер мозок имаше, бистер памет. Ама читајќи Библијата за мајка ви, и вие того Да. се храневте од читајќи за неа, ја го читав и за себе. И да. И така ја запознав и Библијата. Како дете одев и у црква со неа заедно. Тогаш во тоа време, тоа беше во минатиот век би рекле, Да. Библијата беше претежно на српски јазик. Да. Ретко И се сега наоѓаше имам. И сега од делови мајка на ми имам- македонски. Од мајка ми имам 2 Библии. Ги чувате се уште? Да, на српски, превод на Вук Караджич. Така. Сега веќе има на македонски Да, од 91 да, година наваму, да. значи имаме повеќе преводи Да, на да, Библијата. има. За нашите гледачи да им препорачаш нешто во врска со Библијата, дали да ја читат? Зошто е толку важно? Што не оѓаме во Библијата? Библијата е како храна. Така. Без неа, ја мислам оти е празен човек. Не може да воспостави врска со Бога преко ако не е Библијата. Библијата прави да се чувствуваш безбеден, сигурен, да знаеш оти има некој што се грижи за тебе, Така. некој над тебе што води сметка за цел свет, не само за мене. И уште нешто може да кажеме кога веќе зборуваме за Библијата, дека Библијата е светилка, така пишува царот Давид. Светлина на светот. Така е, како во еден подрум да се наоѓаме, едно чкорче така, или на така. батерија да има швенер, Така. колку е тоа важно. Така да, Библијата треба да има денеска секој дом, така? Да. Зашто на страниците на Библијата го откриваме Бога, неговиот карактер, планот на спасението. Да. Зашто Библијата не е само религиозна книга, она е и археолошка, здравствена книга, има и поезија, има и проза, се има. Значи, како Бог тоа го дал преку луѓе, нели Библијата е напишена. И тоа и пророштво. И пророштво, да. За минатото, сегашноста. Да, од Стариот иднина. Завет, што е проречено и сега се исполнува. Значи, какви биле тие памети, тие умови, таа врска со Бога, што им кажуел уште тогај, што ќе биде во иднина. Така. И затоа е потребно да ја читаме и денес. Да, Тоа е како една сигурно. карта за Да. настаните кои се Огледало. одвиват во наше време. Да. Добро, еве за Библијата можеби уште може да зборуваме, меѓутоа емисијата ни е ограничена. Кажете ни сега нешто за молитвата. Дали се молиш ти како верничка? Секогаш. Колку пати?
најмалку 3 пати. Така. А и ако не клекнам да се молам, или ако не седнам да се молам, јас се молам и одејќи, и у кујна правејќи, готвејќи нешто јадење, ми паѓа на памет нешто, или некоја песна. И песната е молитва една врста. Да. И секогаш сум во врска со... Така. Значи, молитва не мора да биде само на колена. Да. Или да ги склопиме рацете и очите и да застанеме. Иако и тие се добри ставови, меѓутоа молитвата може да се моли кога одиме, како што рековте, кога лупиме кромпир, Да. кога работиме во кујна, кога се возиме во автомобил. Значи, секогаш ние може да упатиме мисла кон Господа. Да. Тоа е, зашто некој рекол дека молитвата е дишење. Како нешто дишиме спонтано, така? Не размислуваме, да. така молитвата треба да биде упатена кон Господа. И упатен и разговор. Тој и разговор. Разговор Да. е со Бог. Му ги кажуваме. Се што имам, дали захвалност некоја Така. према Бога, дали некоја тешкотија, Барање некоја мака некое. што имам, Да. треба да му кажеш него, па за онда ти ја прифати молитвата и да ја услиши. Така. И уште нешто, што е важно во молитвата? Кој дел е многу важен? Да молиме со вера. Така? Тоа е најважно. Верата е битна Да. во се, но во Да. кога е во контекст на молитвата, треба да бареме со вера и да оставиме на Бога да ја услиши молитвата според неговата И кога воља. он сака, а не ние кога сакаме. Така. Јас имам проблем со артритис многу. Ме болат раците. Такви болки. Обично ноќе. Дење оти движам, работам со раците, не осеќам такви болки. Ама ноќе, кога ќе легнам, такви болки имам. Ќе почнам да се молам. За 10 минути ми се смируваат болките. Значи, молитвата ми била услишена. Така. Ме чул Бог и ме услишил. Ми смирил болките, за да можам да заспијам. Значи, тоа е таа молитва измолена со вера. Да. Кај што Бог одговара според неговата Да, проценка. Бог ги знае нашите потреби. Некој вели, зошто се молам кога Бог се знае? Да, Бог се знае, ама на Бога му е мило кога ние бараме. Како една Ама зашто мајка. вика Бог? Да. Барај ти ќе добиете. Така е. Како една мајка кога ќе дојде детето ќе каже мамо, јас сум гладен или Да. гладна. Мило е на мајката да Ама сподели сигурно, храна. сигурно. Така. Значи, денеска еден човек, еден христијанин не е возможно да живее. Тој може да живее физички, но ако сака да биде духовно јак, мора да се моли. Не е битно дали 3 пати или 5 пати. Значи, по потреба, Да. иако знаеме нели од Библијата, царот, односно пророкот Данијел, се молил 3 пати. Да. Така, Да. наутро, навечер Навечер. и напладне. Да. Но сепак молитвата не е врзана за бројка, Така. туку врзани се за нашите потреби. И за чувствата. И за чувствата. Така, ние искажуваме сите наши внатришни потреби преку нашата молитва. Зато молитвата може да кажеме, како што рековме, разговор со Бога. Добро, сестра Драгица, за нашите гледачи во ова утринска програма, што може да им порачаш во врска со молитвата? Дали треба да ја користат? И денеска овој народ, ова генерација во 21. век молитвата во својот живот. Во овие тешки времења, без Бога и без молитва, не можеме ништо да направиме сами од себе. Само молење и то со вера. Така. Значи, молитвата не поврзува еден со друг, но и со Господа. Знаеме дека во Библијата постои она посредничка молитва, кај што ние се молиме еден за друг. Да, Вие да, живеете во да. Велес, ние сме кавадарци, има во Скопје, во цел свет. Така. Меѓутоа, се може... молиме и за Украина сега и за... Така, еве сега има апели да се молиме за тој дел од нашата земја, во Украина, во Русија, да навистина тој народ, тие водачи се освестат дека гинат недолжни деца, недолжни жени, а познато е дека ѓаволот токму преку војните го собира народот кој се уште не слушан за Бога и го, може да кажеме, ги повикува или ги става во своето царство на темнината, на жалост. Сестра Драгица, ти благодарам за присуството во нашата програма и ми беше задоволство што можешме да поразговараме. Еве, во име на сите наши гледачи ти благодарам, Господа те благослови, ви имате веќе прилично години, но се уште сте... Повикавте да дојдам да снимиме една ваква емисија и да
преко неа да бидат освестени и младите, и постарите, и возрастните, и сите. Само молитва, само читање на Библијата. Да. Се помина во животот. Да. Имате веќе доста години, но се уште сте држече, фала на Бога. Значи, се помина во животот. Така. Но верата во Бога и молитвата да не одржува до крајот на нашиот живот. Така да уште еднаш Господ да ве чува, да ве И секој ден благослови. да се јача се повеќе и повеќе. Така е. Почитувани гледачи, еве што туку разговаравме со нашата гостинка, со сестра Драгица, која го сподели своето искуство, дека иако има години, веќе во длабока старост, но се уште ја чита Библијата, се уште одржува врска со Бога по пат на молитвата. Одиме сега со песна, потоа се враќаме повторно во живо во нашата програма. Кога боти рокат, имаш молитва, спомни си за мене. Имам потреба, знај, скоро секој час, моли се за мене. Моли се за мене, кога си на молитвен час. Моли се, имам потреба, Бог да биде со мене тој час. Кога води рокат, имаш молитва, спомни си за мене. Имам потреба, знај, скоро секој час, моли се за мене. За тебе ќе се молам, кога сум на молитвен час. За тебе ќе се молам, Бог да биде со тебе тој час. Моли се за мене, кога си на молитвен час. Моли се, имам потреба, Бог да биде со мене тој час. Глас на надежта. Драги слушатели, ја следите емисијата Глас на надежта. Како и секогаш, ќе слушнете многу корисни совети од Библијата, совети за животот и здравјето.
Денешната тема носи наслов Вашите прекрасни очи. Пред некој ден, некој ми покажа еден мал фотоапарат. Беше толку мал, што ми наликуваше на детска играчка. Но подоцна увидов дека тој е вистински фотоапарат. Можеше да прави снимки од кои се изработуваа слики не поголеми од ногт. Овој фотоапарат е вистинска реткост, но се уште вистински со вистински објектив, со кукиште за филм и со сите вообичаени делови на вистински фотоапарат. Овој фотоапарат нема широка примена, тој е повеќе музејски, колекционерски примерок. Меѓутоа, се уште може да снима и затоа представува интересна мала направа. Развојот на фотографијата е чудо на модерното доба. Таа потполно ја промени нашата идеја за светот околу нас, приближувајќи ни ги оддалечените сцени преку весниците, списанијата и телевизијата. Меѓутоа, секој фотоапарат, било голем или мал, направен е според примерот на вашето око. Вашиот фотоапарат и вашите очи се многу слични според нивната функција, но постои една важна разлика. Вашиот фотоапарат со употреба ќе се истроши или ќе се расипе, додека вашите очи, ако се здрави, нема никогаш да се расипат. Тие со години ќе останат во добра состојба и после непрекината служба, само ако им се посвети она внимание кое го заслужуваат. Загледајте се во огледало во своите очи. Тие се најпрекрасните очи на целиот свет. Би требало да ви траат сиот ваш живот, зашто тоа се единствените очи што ги имате. Човек може да ја загуби ногата во некоја несреќа и да научи да оди со вештачка нога, но вие никогаш не ќе можете да гледате со вештачко око, без оглед колку е тоа совршено направено. Само природното око може да гледа. Дали некогаш сте помислиле колку се навистина прекрасни вашите очи? Од сите чудесни органи во човечкото тело, ниту еден не е попрекрасен од вашите очи. Тие ве поврзуваат со вашата средина без оглед на тоа дали таа се наоѓа блиску или далеку. Тие се најважни од сите сетилни органи. За разлика од очите, на повеќето членови од животинското царство, човечките очи може да гледаат предмети на голема оддалеченост. Например, вашето куче може да гледа само неколку десетици сантиметри пред себе, но вие можете да го посматрате снегот на оддалечен планински врв кој е можеби и 60 километри далеку. А веќе во следниот момент можете да ја посматрате куќата која се наоѓа од другата страна од улицата или дланката која се наоѓа на само неколку сантиметри оддалеченост. Човечкото око има чудесна способност на прилагодување и постојано не известува за се што се случува во светот околу нас. Нашето знаење и нашето расудување воглавно се базираат врз она што го гледаме и слушаме, додека 50% од нашата перцепција се одвива преку очите. Овие наши очи не функционираат како два независни фотоапарати или камери, туку како едно. Се што гледаме се проектира на криволест канал во задниот дел од окото. Оттаму сликата се пренесува до задниот дел од мозокот на препознавање и обработка. Овие две прекрасни очни камери во вашата глава се така синхронизирани што ви даваат чувство на длабина, висина, а исто така и ширина. Затоа зборуваме за тридимензионален поглед. Мозокот ја препознава оваа двојна очна слика како една. Кога би замолиле некој произведувач да ви направи фотоапарат, тој веројатно би одбрал материјали како што се дрво, метал или стакло. Никогаш не би му паднало на ум да се обиде да направи фотоапарат од толку едноставни материи како што се албумин, сол и вода. Тоа би му изгледало невозможно, но токму од тоа се направени нашите очи. Албумин е протеин кој го наоѓаме во белката, млекото во крвта и кај некои билки. Овој произведувач сигурно не би се обидел ни да дизајнира и направи фотоапарат што би имал способност да го прилагодува сопствениот фокус или да ја одредува големината на отворот или експозитурата, или кој би имал ирис кој прима само онолку светлина колку што навистина му е потребна. Па сепак нашите прекрасни очи во состојба се да го прават сето тоа во текот на цел еден ден. Ниту еден друг оптички инструмент не би можел да се спореди со човечкото око според дизајнот и според својата корисност.
многу седмици пред едно бебе да дојде на свет, неговите очи се потполно оформени и спремни. Тие се создадени во темнина од многу тенки ембриони, спремни за денот кога ќе можат да ја гледаат дневната светлина. Меѓутоа, при самото раѓање, работните делови на окото се далеку од совршенство. Мускулите што го движат очното јаболко се уште не се сосема стабилизирани, ниту пак механизмот за затварање е способен потполно да ги штити очите на бебето од интензивна сончева светлина. Затоа, очите на малите бебиња мора внимателно да се чуваат и да се штитат од било каква прејака светлина. Ајде за момент повторно да се вратиме кај фотоапаратот. Пред да направите одредена снимка, вие мора вашиот фотоапарат да го опремите со соодветен филм. Кога филмот е снимен, тој мора да се развие за да се направи слика. Меѓутоа, нервната мембрана или мрежница, која лежи внатре во очното јаболко, е многу посовршена од било кој филм во фотоапаратот. Оваа мембрана, составена од фотосензитивни келии, се протега преку задниот дел од натрешната површина на очното јаболко. За разлика од филмот во фотоапаратот, мрежницата е жива. Проценето е дека мрежницата содржи 137 милиони келии. Затоа, мрежницата представува жив филм кој никогаш не мора да се вади и да се развива. Таа гледа со пренесување на дразбите кои паѓаат на неа до мозокот, без оглед на тоа дали се работи за црна, бела, сива или други прекрасни бои од спектарот, и во истиот момент додека гледаме, ние сме свесни дека ги гледаме сите тие бои. Сликата што паѓа на мрежницата мора да биде јасно фокусирана за да биде остра и јасна. Тоа понатаму значи дека мора да постои голема прецизност и точност во конструкцијата и обликот на човечкото око. И овде уште еднаш чудото на создавањето станува повеќе од очигледно. Ниту еден детал не е изоставен. Светлосните зраци кои паѓаат на вашето око се прекршуваат или се пресвиткуваат на тој начин што паѓаат точно на местото каде што сликата е најасна. Кога овие зраци би паѓале пред или зад оваа точка, предметот што го посматраме би бил или нејасен или воопшто не би можеле да го видиме. Светлосните зраци што паѓаат на вашето око се прекршуваат од испакнатата површина на живата леќа. Оваа леќа е сместена веднаш зад рожницата, на предниот дел од очната јаболчница. За да биде добар приемот на сликата, таа мора да биде оптички совршена, а сето тоа мора да биде прецизно центрирано и засилено со затворач кој дозволува да влезе онолку светлина колку што навистина е потребно и ништо повеќе. Тој затворач се нарекува ирис. Бојата на ирисот одредува каква ќе биде бојата на очите, сина или кафеава. Да размислиме за момент за прекрасната леќа во нашето око. Оваа леќа е многу посовршена од леќата во фотоапаратот. Онаа во нашето око е жива леќа. Стаклената леќа во фотоапаратот има само еден облик, но леќата во нашето око има способност да го менува својот облик и да го прилагодува. Таа е еластична и има способност да стане подебела или потенка во зависност од објектот кон кој е усмерена и го посматра. Леќата секогаш е поприспособлива во детството и младоста. Како што старееме, таа губи нешто од својата флексибилност и еластичност. И затоа веднаш, после 40-тата година од животот на многумина од нас, ни требаат наочари за читање. На некои од нас дури ќе ни бидат потребни и бифокални стакла. Мембраните што ја окружуваат очната леќа се составени од многубројни тенки слоеви од продзирни живи келии. Овие келии се хранат и се снабдуваат со течност и со хемиски материи кои се пренесуваат преку крвниот систем. Правилната исхрана многу ја подобрува свитливоста на леќата, а исто така и нашата способност за јасно гледање. Ова еластична леќа мора постојано да биде под благ притисок. Тој притисок на работ од леќата го остварува еден тенок кружен мускул кој действува автоматски, без нашето свесно знаење за тоа. Поради тоа, ние сме во состојба да гледаме во оддалечена планинска сцена, а потоа одеднаш да се усмериме, например, на комарецот кој лета на врвот од нашиот нос. Кај обичниот фотоапарат, таквите пренасочувања мора да ги прави фотографот. Меѓутоа, кај човечкото око,
Тоа прилагодување е автоматско и скоро моментално. Прозирниот дел од предниот дел на очното јаболко познат е под името рожница. Тоа е мембрана од кристално бистри келии кои во себе не содржат крвни садови. Кога би биле присутни ваквите садови, тие би влијаеле на јасната слика. Затоа овие келии се хранат од соседните ткива. Оваа жива мембрана од прозирни келии е прекриена со слој од очна водичка, која мора постојано да се обновува. Оваа бистра солена течност настанува во солзните жлезди, сместени веднаш под горниот очен капак. Оваа течност има способност да ги елиминира микробите кои би можеле да предизвикаат некаква инфекција на очите. Од сите други страни, освен од предната, очното јаболко е заштитено со цврста коскена длабнатина. Оваа длабнатина е обложена со маснотии. Има посебен облик и дозволува постојани движења на очното јаболко во различни правци. Предниот дел од очното јаболко покриен е со подвижна отпорна кожна прекривка, која од натрешната страна е зарабена со мазна солзна мембрана. Овој покривач или очен капак на секои неколку секунди се спушта преку очното јаболко, снабдувајќи ја рожницата во предниот дел од леќата со солзна течност и одржувајќи ја површината на рожницата слободна од прашина и микроорганизми. Кога очната јаболкница би се оштетила од некоја болест, солзната мембрана би станала груба и рожницата би се оштетила со огреботини. Затоа е многу важно секој од нас да води грижа за своите очи. Дали е окото единствен орган кој учествува во процесот на гледање? Не. И мозокот има важна улога во овој посебен процес. Секое око е поврзано со мозокот преку голем сноп од нервно ткиво познат под името очен нерв. Секој нерв е составен од околу 1.000.000 ситни нервни влакна. Секој од нив помага келиите на мрежницата да се поврзат со оној дел од мозокот кој има способност да го препознава и обработува она што е видено. Кога светлината на објектот во кој што гледаме ќе падне на површината од мрежницата, тогаш тој создава електричен импулс. Тој преку очниот нерв се пренесува до задниот дел од мозокот, каде што се обработува во склад со поранешното искуство. Има толку многу подрачја во кои природата би можела да направи грешка, создавајки две очи, па сепак детските очи се совршени уште при самото раѓање. Очите на малите бебиња имаат исти карактеристики како и очите на родителите, а сето тоа настанало само од една единствена келија. Многумина сметаат дека овие чудесни конструкции настанале по пат на случај, но секој непристрасен посматрач мора да признае дека не постои ништо случајно во врска со било која структура или функција на човечкото тело. Тоа е резултат на однапред смислен план, дело на самиот Творец. Затоа, секој вистински научник мора да ја наведне својата глава кога размислува за делата на Божјето создавање. Додека ја посматра чудесната градба на човечкото тело, можеби заедно со големиот астроном Кеплер ќе возвикне: "О Боже, после ова размислувам само за тебе." Бога би знаел ти, земја бежали Бог, каде се прекрасно, кај што нема болести, раздел би кај нема, вечно сите живеат, таму в та земја јас би отишол. Земја знам кај што се сите срекни, таму вечно живеат бежали Бог. Кога еден ден тој таму ке ме викне, ке појдам јас во тој дом на радоста.
Знаел ти земја за која копне ја, таму нема плачење, таму има вечен мир, кај со милите свој ке бидеме заедно. Таму в та земја јас би отишол. Земја знам кај што се сите срекни, таму вечно живеат без жал и бол. Кога еден ден тој таму ке ме викне, ке појдам јас во тој дом на радоста. Ке појдам јас во тој дом на радоста. Дојдовме до крајот на емисијата Радио Глас на надежда. Доколку имате прашања, совети или предлози, пишете на адреса Радио Глас на надежда, улица Влае, број 42, Скопје. Можете да се јавите и на телефон 077 819 828. Слушајте неповторно во следната прилика. Во твојот дом тој ти зборува преку гласот на надежда и срцето отвори го, спасот прими го. Не чекај, животот минува, твојот Господ те повикува. Дојди таков каков си, време не губи. Дојди ти кај својот Бог, храбро почни живот нов. Се што било заборави, то те чека, него си. Ако ти му слушнеш глас, немој да се двомиш, твојот Бог ти нуди спас. Чуј го Божиот глас, глас на надежда. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.